Почитувани, во продолжение време за рубриката Мое здравје, во која што ќе зборуваме со доктор Валерија Кирова Урошевиќ, инаку специјалист по инфектологија во клиничката болница Аџибадем Систина. Зборуваме за една тема која и такако ги засега сите оние кои што по тежок облик на COVID-19 или коронавирус прележа и особено од оваа мутација која што е многу поагресивна и во која што имате малце, ви се обраќам на сите оние кои што прележавте, имате малце повеќе потреба од кислородна поддршка. Како да се ослободите од истата, како е периодот на прилагодување по прележување на COVID-19 и во веќе некоја состојба во која што може да кажеме дека пациентите се опоравени, можат самостојно да дишат и така натаму. Доктор Валерија, доколку се слушаме, се гледаме веќе. Добро утро. Добро утро. Доктор, ќе зборуваме за еден по-долготраен процес за кој што зборувавме јас и вие вчера во телефонски разговор. Велите, толку е долготраен процесот и овој коронавирус кој што сега оваа мутација, британска мутација ни се случува, навистина прави агресивни промени во човековото тело. Па може ли прво да кажем еве каква е состојбата која што се случува на телото, колку е тој агресивен оваа мутација на коронавирус, како го напаѓа телото во споредба да речеме со оној кој што го имавме првичен, матичен еве кој што ја започна оваа пандемија. SARS-CoV-2 вирусот, оригиналниот сој година, практично со тек на временскиот период слува промени во генетската во геномот на вирусот, како се шири од осетлива на осетлива и тоа се нарекува генетска мутација. Сведоци сме последниот период на новите мутации SARS-CoV-2, кои подредена разлика во мутација кај пациентите, како во однос на ширење на болеста, односно трансмисивноста е поголема, така и во појавата на средно тешки форми, и што ги напаѓа и тако што сега некоја мутација на тешка клиничка се односно помладата популација. Секако за оние за експерти е дека практично репликативна фаза на манифестации или инфекции од робијата, кој што беше регистрирано во повеќе период со масивна пневмонија. Многу често се јавува кислородна суплементација, односно и да овие пациенти во болничките институции, каде се третира токму оваа состојба. Пациенти по известен време серијата оправување одреден процент потреба, односно нивното лекување проучува семејствата и самите пациенти се очуваат страх и непознатици во на употреба на кислородните концентрации. Зборуваме за оние лица кои што имаат хронични во постковидниот период, се соочуваат со цената на траењето на потребата од кислородна суплементација, кои медикаменти ќе се употребуваат, домашни услови, сето тоа не е имено постои индивидуален јапони со процека од страна на експерти кои се практично се мултидисциплинарен карактер, интернисти, невролози, психијатри, кои правиме проценка на клиника, опоравувањето, изолација, промените во белокрвните,
како и ординација на слободната или препишување на слободна терапија, која ќе се користи во секако да не забораваме COVID-19 што практично доведе сега не окупа и мултидисциплинарна лекување. Би требало да нам особено важна и значајна хиперкоагулабилната превенција на тромбоемболизам, кој продолжува потреба на антикоагулантни терапии, кои што во последно време стека во нашата земја се присутни на пазарот, односно обезбедени сите куки, како што се орамува период од некаде 6 на пазар на болест. Докторке, некако интернетот не ни прави услуга. Се обидуваме да ве слушнеме убаво. Горе-доле ве разбравме дека процесот е долготраен и дека треба повеќе фактори да бидат вклучени, повеќе специјалисти да бидат консултирани за една здравствена состојба на пациентот. Но може ли да зборуваме за тоа, може би вие велите неблагодарно е да се даде проценка, но колкав од прилика би требало да биде тој процес на опоравување на пациентите кои што се зависни од кислородна поддршка? Што е потребно? На колку време да прават тие контроли? Какви треба да бидат контролите? Пациентите кои што продолжуваат на домашно лекување, ако имаат хронични здравствени проблеми заради афекција на белодробието, продолжуваат да лекуваат со концентратори на киселик, со домашни услови. Сепак, начинот на лекување е претходно продолжен од страна на нас, инфектолозите, анестезиолозите, кои сме делот имаме во ковид центрите за третман на состојби, секако со комуникација на пулмолозите, визуализација на промените со компјутеризирана томографија, бидејќи најчесто деструкција завршуваат со фиброзни промени, кои што во подолг временски период, некаде од 6 месеци, би требало да бидат лекувани со различни препарати и требало да бидат проценувани и следени овие промени на одреден временски период. Првичната контрола е некаде 7 дена по исписот од болничката институција, а потоа следат контроли и евалуација, односно проценка. По 1 месец, 3 месеци и 6 месеци овие пациенти. Секако благодарно е со степено настанува регресија, односно се намалува потребата, стабилизира респираторно проблемите со дишење, се повлекува, а истовремено се намалува и онлайн кашлица. Подолго трајно ве слушам, трае тој процес на стабилизација на пациентот, но можеби психичката поддршка е она најаката, волјата, желбата, храброста дека треба да се пројде овој период и дека ќе го ставиме зад себе, дека ќе можеме слободно да дишаме и да функционираме. Вие ми кажавте дека ковид пациентот по прележување ковид никогаш потоа не е истиот. Едноставно ковидот си го прави своето, јас и истото го почувствував на своја кожа. Се надевам дека по некоја година ќе зборуваме дека комплетно организмот може да се врати во нормала и дека се враќа во нормала. Која е вашата порака и вашиот совет до пациентите кои што се во овој миг дома? Нивните семејства се заедно со нив како најголема поддршка, помош од било кој аспект, кои што излегле од болнички кревет, кои што можеби се уште се со кислородна поддршка и кои буквално се борат со цел овој процес и сакаат што побрзо да го стават зад себе. А верувајте дека и семејствата кои што се заедно со нив буквално се народски кажано извадени од памет, како да помогнат, што да направат, кој третман е најсоодветен. Па еве, која е вашата порака
и совет. Така. Значи, треба да биде сватено дека овој процес трае. Резистентноста на симптоматологијата е присутна. Она што е забележано не само пациентите болни, но последните соеви, последните месеци им укажуваат дека резистентност и повторна појава рекурентно се јавува и кај пациенти. Секако, бидејќи станува збор за долготраен процес, поддршката од семејството, психолошко-психијатриската поддршка, страна на експерт, е особено значајна. Понатаму, значајно е редовно следење на препораките и упатствата од страна на интернисти, кардиолози, невролози, сите оние вклучени медицински експерти, односно кои се дел од тимовите во прекупање на активната фаза, но и во следење, follow-up што велиме, на пациентите во период на опоравање. Психолошката поддршка е многу значајна, затоа што стравот или анксиозната состојба од поголем исход, од дефинитивни оштетувања е голем кај тие пациенти. Кај некој се јавуваат епизоди. Да не занемариме, многу често ја слушаме таа реплика, ми требаше долг време за да бидам оној што е и оној што е пред COVID. Тоа верувајте, секојдневна почитување на препараките од лекарите, потреба на медицински помагала и нормално медицински спор, но доведува до успешно лекување. Доктор Валерија Урошевиќ, специјалист по инфектологија, ви благодарам. Горе-долу интернетот ни правеше пречки, но горе-долу се разбравме и вашата порака е јасна дека ковид пациентите, пост-ковид пациентите треба да ги слушаат препораките од докторите, да ги прават редовните вежби и со помагалата дома, но и редовните вежби кои што докторите им ги посочуваат и сепак голема волја, желба и упорност и овој период ќе го стават зад себе. Се надевам дека ќе зборуваме нареден период за некои поуспешни приказни и оној извештај кој што сите новинари ќе го очекуваат од докторите за изминатиот период, можеби една комплетна слика за тоа како ковид пациентите треба да се третираат пред по прележување на ковид, но и потоа, зашто велите долготраен е овој процес, само едноставно треба трпеливост. Треба трпеливост, секако, и треба да бидеме свесни дека постојат дефинирани се пост-ковид состојбите, тоа се три клинички ентитети, да речем, дефинирани од страна на Светската здравствена организација, Центарот на контрола на болест, тие кондиции практично се заради мултисистемско засегање на повеќе органи и органски системи. Јас фокусот го дадов сега на белодробните манифестации, меѓутоа верувајте, секако се вклучени кардиоваскуларните промени, убрежената атенција, кутаните промени, невролошко-психијатриските промени, потоа да не го напоменам, да не го изумам практично, и оној синдром на post-intensive care, кога критично болните оние кои викаат на респираторна поддршка, механичка вентилација, и од друга етиологија, подолготрајно се јавува исцрпеност, подолготрајно се јавуваат психолошки пореметувања, но верувајте и тие пациенти со тек на време се опоравуваат. Само накратко да кажам, да долгорочниот, долготрајниот ковид и дека кој актуелен последниот период, крајот на наредните 6 месеци, е практично перзистентност на сите оние симптоми кои што ги имале пациентите во акутната фаза. Од покачена телесна температура, од главоболки, мускулни болки,
од потешкоти при дишење, срцебиење, палпитации, Да. само. Пациентите опишуваат проблем со концентрација, short-term или long-term memory loss. Една мозочна магла се јавува кај нив. Меѓутоа, сите тие ефекти со упорност, со следење на инструкциите од медицинската фела, чекор по чекор се например. Благодарам на издвоеното време, докторке, до некоја следна прилика на друга тема.